Пристигна. Добро дојде. Може да ги оставиш торбите? Здраво, здраво, зете. Разкажувај, како беше на пат? Тоа ви раскажувам целиот симпозиум, 4 дена на пат и тоа промилив 4 авиони, а однив влака ми оди. И тоа само за состанок од 10 минути. И добро, до кога ќе траат овие моди да се оди на состаноци во странство само за по 10 минути? Важен состанок, мајка. Требаше да имаме еден деловен состанок со едно предпријатие од Италија. Па не можете тоа да го направите по телефон или со телекс? И ова е топла. Маја, како ви е овој муабет? Знаеш дека кога морав да одам на пат и точка. Ама сепак некако да се обидеш да ми објасниш зошто е потребно толку многу да се патува во странство, па да се даваат пари, па девизи, па да се губат работни денови, зете и така. А знаеш ли, мајка, како велат деловните луѓе, 7 пати погреди, а еднаш подпише. Ајде, не искам да разговарам за работа. Добро, повеќе не те прашуваме за работата. Ај, како патуваш? Па, одлично. Мислам, четвртокот стасав таму, петокот бев на состанок, а сабота го разгледував градот. Нели? Еве, денес не дојде дома. Значи не ми купи она што ти порачав? Ти имаше среќа. Ама на другите не им купив ништо. Тања. Не, жестете се, банките бе затворени, немаш каде да сменам пари. Па добро да... Мислам дека нема да ми се налютите, нели? Малерот си е малер. Се случува сега. Се случува. Добро. А Тања ти, ништо не кажеш? Не, нема што таа да каже, незе баба ќе купи нешто нејубаво овдека, така? Добро, тогаш сите следниот пат имате за земање од мене. Добро. А кажете ми сега, што има ново дома? Намина снати Тинка. Јас ќе одам нешто да направам за јадење. Добро. Ајде, Тања, да ми помогнеш. Мајка, да не случува? Не, ништо не е сериозно, а сепак на брат ти му гори под нозете. Чекај, ако е заем за пари, знаеш дека не сум во состојба. Не бара пари. Треба да потпишеш некаков документ. Каков документ? Па еве вака, знаеш, на куќата што е градат и им останала без влезен пристап. Па сега треба да потпишеш дека се согласуваш дека ти ќе отстапиш еден дел од твоето дворно место, така им рекле во катастарот. Она што е на твое име, знаеш? Добро. Нека дојде, нема проблем, ќе потпишеш. Добро. Ако го завршивте муабетот, јас би сакал да го видам подарокот. Нестрплив сум. Пред тебе, земи го. Да. А? Како? Леле, ај. Абре, Васко, еј, и не ти беше жал да даваш девизии за ова, како да речем, за овие гати? Ние сме давале девизии за полоши работи, мајка. И бабо, како изгледам, а? Како, а? Па вака, како и трпео на Панаѓур. Што е ова, Билчо? Што е ова? Што речи? Тие се токму за мене, така, мој се, мислам дека се, мој се. Полека. Мој, вие бредете Абре, што се карате. полека се испотепавте за едни панталони. Многу сте ја разгалеле, фармеркеве се мои. Чекај да ги видам, ајде, пушти ги. Добро, весине, не гледаш дека се женски, дека се мали. Какви да се мои се? Ахте, мој машке, научи ли еднаш да секојаш да прави разлика меѓу женска и машка облека? Гледаш дека се мали фармерките? Тебе не ти ги давам за ине. Ќе ги дадеш. А кому ќе му ги дадеш ако не на сестра ти, а? Нека ми стојат за спомен. Не, тој веројатно се пофалил на девојката дека татко му донесол нешто од странство и затоа сега ржиеве вака како пес. Туѓо, нечам, своето не го давам. Готово. Точка. Ичо. Слушај, чекај, ако се расипале панталониве и ако се утнале, еве да ти кажам, нека е жива пензијата. Вчера ми се покачи. Ма не ме интересира твојот притисок, дали се покачил или не се покачил. Пензијата, аз барувам за пензијата, не за притисокот. Утре изутрин одиме право во некој бутик. Не одам, не излегувам никаде, од утре ќе бидам калуџер. Така. Седе, деца. Вие сте брат и сестра. Да, знам, братот и сестрата треба да се сложни, треба да го делат дури и залакот. Тоа сакаше да ми го кажеш, нели? А за родителите нема поголема среќа од тоа кога гледаат како нивните деца се милуваат. Браво! И јас сум за тоа.
a ti si za jedan neiskastran stav. Ja. Колку пати сум ти рекла, кога нешто купуваш, а не знаеш дали е за женско или за машко, прашај продавачката. Дето, значи пак ја сгрешивме. Фала ти, другар, значи направи девојче од мене. Добро, ај, не е важно. Еве ти ги подарувам од сестрце. Браво, Илчо, така, браво. Не треба да бидеш завидлив. Ајде, Тања, бакни го својот брат и речи му благодарам. Благодарам, бата. Сега моиве се поубави од наката. Што рече? Па фармерките. Впрочем, незините се најобични панталони. Од странство, па што? Тања, и да се поубави, не треба да бидеш завидлива. Рака на срце, нивниот регал во дневната соба е поубав. Регал? Каков регал? Па, чичко Перо и тетка Донка купија нов регал, вака висок горе со резба. Од каде толку пари? Сигурно зеле кредит. Васко, слушаш? Слушам. Треба да им одиме на честење за да и служи подобро. Па ти и на друго не мислиш освен на честење. На честење. Добро да не мораме веднаш да одиме. Денес ќе дојде така Тинка. Ќе дојде Тинка? Да. И значи как утрата и се намачи, мораше ли па и таа работа да оди преку суд? А што тоа? Нешто сериозно. Само треба да дадам јас еден мој подпис за дел од дворот, да може да поминуваат. Разбирам. Луѓето градат куќи, купуваат регали со резба, не знаат колку пари имаат, а вама да им дадеме еден подпис. Добро, и за тоа ли треба да помрачи сонцето се? Ќе помрачи, ја што ти велам. Од каде нашле ти е така, на туѓ плац да градат куќа? Добро. На катли ќе биде? Да, па што? Не може. Не може. Му завидуваш на брат ми, срам да ти. Добро, дај им го тој подпис, но постои ред. Каков ред? Па така нека ти плати, онека символично, колку да купиме еден нов регал. Овој ни е стар. Жено, ти ќе ме оставиш ли мене еднаш намира да се одморам или да земам се да превртувам во куќа? Туѓо, неќем своето не го давам, такво стана времето. Сети ли луѓето дека си добар на главата ке ти се кажа? Јас сум поинаков и не сакам да плукам на своето име, а најмалку сакам да плукам за еден регал. Мамо, не е убаво ти и тато да се карате. Чудо голема. А вие треба да... Вие треба да се сакате, вие треба да бидете сложни и доброто и злото да го делите. Знам се што ќе ми речеш, од вашите зелени совети веќе ми е... Мамо, нема поголема радост за нас децата кога гледаме како вие, нашите родители се сакате, се Ти повторуваш милувате. моите зборови, а? Ај, ме фати во стапица. Ништо не разбирам. Добар ден. Харна си? Харна. Здраво. Кулкава е. Добре, бе, детинке. Добро те. Седни и живо. повели. Благодарам. Ајде. О, јас дојдов. Ќе ви пододевам малку, ама ќе ми простите, таква ни е работата. Ајде, од кога не си била? Магалења. За се е виновен тој мојот маж. Како не, кој друг како не мажот? Се запнал како слеп за став куќа, сите направиле, зар ние да сме последни? А и ние луѓето сме ти како овците, ќе тргне една и да е сите по неја. Патинка, таков е светот. Еј! Знаете ли што направил последниот пат кога беше во Скопје да купува цемент? Добро де, добро. Минатиот пат најдовме врски и го купивме по стара цена, немаше проблем. Васко, за тоа да знаеш и на оној свет ќе ти видиме должни. Така да знаеш. Му велам јас. На луѓето наглава им се качивме, многу се добри. Многу не се најдоа. И затоа вака му реков. Слушај, велам. Ја продадовме нивата во осојот, ја продадовме. Колку зеде? Толку. Сакаш дел од дворот? Сакаш. Епа вака му реков. Слушај, такви времења дојдоа. Ни Петко не се жени за црни очи. А во тоа вистина е. Еве, децава водат љубов со години, се земаат и веќе утредента се нешто им недостига, се нешто се караат, се расправаат. Така е, се расправаат. Ене и мојне, сестри. Сестри косите си ги испокубаа за едни фармерки. И тоа машки. Чекайте, јас не знаев дали се машки или женски. Женски се.
Машки му реков на тој мојот, ако не се разбираш што е машка, а што е женска облека, прашај ја. Продавачката. И јас тоа му велам. Добро, жено, зошто постојано ме клукаш? Ето, убаво ти вели жената, машки се. Машки се. Ама требаше да бидат женски. Ете, гледаш, машки се. Му ги ветивме, Илчо. Така де. Така рече и брат ти. Само кога увиде дека не се женски. Чекај, јас нешто не разбирам. Ај, Тања, донеси ги фармерките. Ама ние нешто збркавме. Еве ги, де што сме збркале. Еве ги. Ем големи, ем машки. А вие знаете дека имаме две девојчиња? Сега ми е јасно. Брат ми ги купил минатиот пат кога беше во Скопје, нели? Цело време тоа, ви го зборувам, купил цемент, па ајде ги купил и ми. Туку, слушајте, ако му легнат на илчета, пробај ги од бутик се. Тинка, ние мислевме на нашите фармерки. Да. Па вашите ваши се. Еве, само ако му легнат на илчета, ваши се. Туку не ми е тоа муабетот, ова сакав да ви кажам. Вака му реков. На Васко и на Маја мораме да им се одолжиме. Ајде ти се, Не треба, не треба ништо. Не, како ништо? Ништо. Ништо му реков. Со дел од парите од нивата. Има да ми купиме еден подарок, нешто така, нешто за спомен, нешто... Регал! Тања, како ли ти е срам? Точно, Душо. Точно, регал! Ама ние имаме регал, не треба. Не, и ние на тоа имаме. мислиме. Знам дека имате. Знам де, еве. Само новиот ќе биде поубав. Ново си е ново. Заборавивме да те почестиме. Хвала, сестрино. Ме извади од каута, значи. Ичо, ти велев јас дека нашиве се најдобри, а? Се добро, кој добро ќе сврши.